Зборува глас од Македонија. Зборува глас од Македонија. Емисија што допира до сите наши сонародници ширум светот. Добро вечер, почитувани слушатели. Ви се јавуваме со радиопрограмата Глас од Македонија, што се емитува секоја недела од 6 до 7 часот навечер преку етерот на радиостаницата CMR на Бранова должина 101,3 FM. Ова радиопрограма за овој час нека ви пренесе со мислите во вашата прва татковина Македонија, во земјата на сонцето и градината на рајот. Нека топло допре зборот и песната македонска во вашиот дом, а вие бидете секогаш дел од нас, за да и ние бидеме вечно со вас. Па, пријатна разонуда со вашиот уредник и водител Драгица Белчевска. Честит нека е празникот 8 март, денот на жената, до сите жени и мајки во светот. Додека како мала ученичка од прво до четврто деление се сеќавам на учителката и дававме мал поклон или некој пак ки даваја цвеќе, а мајката ќе не прегрнеше. Овој пат јас како возрастна жена до сите вас слушателки, а и до сите жени како што реков во светот, ќе ве поздравам со песна за самиот почеток на програмата. Но пред тоа да спомнам дека ќе продолжиме со историјата на Македонија, ќе дадеме од рубриката Жена, мајка и дом, роденденска честитка, Ксантика и Мартинката, за да на крај завршиме со мојот коментар на неделата и доколку ни дозволи вечерашниот наш термин и вести од Македонија. Најпрво да се подсетиме на популарниот дует Селимова Желчевски и прво наградената песна на Валандовскиот фестивал "Врати ми се, Милолибе". Sve što imaš od mene
прошетаме. Ајде уште еднаш малој моме брег, негде да прошетаме. Мореју дома до крај да ти кажам, свршено е меѓу нас. Мореју дома до крај да ти кажам, свршено е меѓу нас. Врати ми се, се што имаш од мене. Врати ми ја младоста, врати ми ја љубовта. Врати ми се, се што имаш од мене. Врати ми ја младоста, врати ми ја љубовта. По повод денешниот ден, 8 март, денот на жената, ќе дадеме и прилог околу како настана овој празник. Имено морам да ги спомнам Клара Цеткин и Роза Луксембург, кои беа хероините за да се слави овој ден на жената. Меѓународен ден на жената, светски празник што се одбележува секоја година на 8 март. Тоа е ден кога се одбележува борбата на жените за економска, политичка и социјална равноправност со мажите. Идејата за одбележување на посебен ден посветен на жените потекнува од почетокот на 20 век, а на неја посебно инсистираше социјалистичкото движење. Првиот ден на жената е одбележан на 28 февруари 1909 година во Соединетите Американски држави по иницијатива на Социјалистичката партија на Америка. Во 1910 година под закрила на Втората интернационала во Копенхаген е одржана првата меѓународна конференција на жените и на неја е одлучено да се прославува Меѓународниот ден на жената, но без да биде утврден точен датум. Следната година, на 19 март 1911 година, овој празник по прв пат е прославен од страна на повеќето од милиони луѓе во Австрија, Данска, Германија и Швајцарија. На 8 март 1913 година, жените ширум Европа одржуваат мировни собири. По победата на болшевиците во Русија и по иницијатива на Александра Колунтај, 8 март по прв пат е прогласен за државен празник. На Запад во 1920-тите одбележувањето на 8 март полека замре, а оживеа во 1960 година, кога тие заедно со растежот на феминизмот. Сепак, во ниту една западна земја 8 март не е прогласен за државен празник. Со одлука на Обединетите нации од 1975 година, 8 март беше прогласен за Меѓународен ден на жената. Денес 8 март е државен празник само по малку земји, односно речи се веќе и се прошири низ целиот свет, но најпрво почна Русија, Белорусија, Молдавија, Украина, Ерменија, Монголија, Узбекистан, Виетнам, Кина, а Република Македонија е една од ретките земји во кои се празнува Меѓународниот ден на жената, иако овој празник има само символичен статус и нема политички конотации. Кон овој контекст би сакала да спомнам всушност што е напишано, односно како се обраќаат мажите или влюбените во кон своите сакани. Денес е 8 март, реков, Меѓународен ден на жените, кој се празнува секоја година. Многумина посакуваат, вели еден од самите пишувачи. Многумина ќе ти посакаат брдо убави нешта, но ретко кој ќе се потруди тоа да ти го исполни. Јас ќе ти посакам само онолку колку што ти е потребно за да бидеш среќна. Среќен 8 март. Еве друг што пишува. Во твојот мобилен телефон залутала порака каква овие денови сигурно не си видела, а таа гласи среќен 8 март. Потоа, да се биде жена е ужасно тешка задача, ако се има во предвид дека истата офеќа константно соочување со мажите. Но ти благодарам што си моја жена. Среќен ти 8 март. Нека овој ден биде само твој,
Нека сонцето само за тебе сјае, но затоа што си жена, туку не затоа што си жена, туку затоа што си единствена, поинаква од сите. Среќен 8 март. Ти испреќам звезда со најубав сјај, ти испреќам среќа без крај, ти испреќам сон исполнет со љубов и најубавите желби за денешниот ден. Среќен 8 март. Еве друга некоја машка особа што пишува: Твојата љубов е како искра која што го осветлува мојот свет. Најсакана, сакам да ме водиш низ целиот мој живот. Среќен 8 март. Оваа порака ја пренесува сите моја среќа и доброто расположение. Барем на момент уживај во чувството дека некој постојано мисли на тебе. Среќен 8 март. Потоа друга порака: Те сакам што си најубава бајка и што си родена да бидеш токму моја мајка. Среќен 8 март. Нека среќата ти стане стварност, а здравјето нека биде трајност, нека љубовта твоето срце го грее и секоја исполнета желба нека ти се насмее. Среќен 8 март. Те сакам затоа што си мојот живот и токму тебе ти го должам целиот мој успех, не само на овој ден, туку и на секој ден за нас посебен. Среќен 8 март. Ова е убава порака пишувана со убави букви во еден убав ден и истата испратена во најубавата минута, а може да ја добие само најубавата личност на овој свет. Среќен ти 8 март, убавино. Еве друга. Чувствувај се посебно, единствено, најпрекрасно. Ова е твојот ден. Среќен ти 8 март. Ти благодарам што нашиот дом го правиш најпрекрасното место за живење во светот. Среќен 8 март, моја најсакана. Мојот свет е прекрасен поради тебе и посакувам секој ден од остатокот од животот да го поминам сакајки те. Среќен 8 март. Да бидеш полна како брод, да ги фрлаш сите мажи на пот. Ти си риба, ти си шкарт. Среќен ти 8 март, малу шеговито овде. И на крајот ова наједноставната, а за многу мина и најдрага. Среќен 8 март. Што и да се случува, една жена никогаш нема да биде заборавена и вечно ќе живее во моето срце и душа. Среќен празник, мамо, пишува некое дете, било машко или женско, до својата мајка. Нека овој ден ти биде посебен, сонцето постојано да те грее, не затоа што си жена, туку затоа што си единствената и поразлична од другите. Среќен 8 март. Нека секој следен ден ти биде подобар, сите желби остварени и не заборавај на сонцето дури тогаш кога истура дожд. Среќен празник. Те сакам затоа што си најдобра, полна со разбирање и издржливост. Горда сум што си ми мајка. Среќен 8 март, мамо. Ти испреќам звезда со најубав сјај, многу среќи бакнежи исполнети со љубов, најубави желби за овој ден, среќен празник. Секоја добрина која ја даруваш нека ти се врати во поголема мера, нека љубовта биде твоја водителка низ животот и уживај не само денес, туку и секој нареден ден. Среќен 8 март. Се додека земјата се врти, јас ќе те сакам. Се додека сијаат звездите, јас ќе внимавам на тебе, а секое наредно утро ќе ти покажувам колку повеќе ми значиш. Среќен празник. Среќен празник на најубавата, најуспешната и најинтелигентната жена. Секогаш стреми се кон иднината и нека те пратат само убави моменти. Уживај во сознанието дека ги имаш најблиските до себе и чувството дека некому си му целиот свет. Секогаш имај на ум дека некој те сака и внимава на тебе. Среќен 8 март. И последната порака: исполни ги годините со животот, а не животот со години. Запамети дека ти си достојна за внимание секој ден, а не само еден ден во годината. Уживај во својот живот, па и среќен празник. Па нека биде среќен празникот 8 март, денот на жената, а ние, почитувани слушатели, ќе ве поздравиме, односно жените ќе ги поздравиме со една шеговита песна.
си седо, кој ме ѓаво тераше, ама што се ожени, тоа не ми требаше. Беља што си седо, кој ме ѓаво тераше, арновелаците ожена, чувај Боже, жената е злобез, кој не се може. Арновелаците ожена, чувај Боже, жената е злобез, кој не се може. Домакин да бидам, натрепана чуда малом направи дома. Леле, што да правам, лом направи дома. Натрепана чуда малом направи дома. Леле, што да правам, лом направи дома. Арновелаците ожена, чувај Боже, жената е злобез, кој не се може. Арновелаците ожена, чувај Боже, жената е злобез, кој не се може. Да види, сам се кара, сам се люти, сите сме и криви, а често пати започнува и да подмавнува. Сам се кара, сам се люти, сите сме и криви, а често пати започнува и да подмавнува. Арновелаците ожена, чувај Боже, жената е злобез, кој не се може. Арновелаците ожена, чувај Боже, жената е злобез, кој не се може. Радио Часот Глас од Македонија ја бара вашата помош за да и понатаму продолжи да се емитува ова најстара радиопрограма во иселеништвото. Јавете ни се на 647-780-6549 или 416-691-7184. А сите вие кои планирате да ја посетите нашата татковина Македонија, имаме летовиште од Охрид и од Охрид. Јавете се и резервирајте место додека се уште се поволни цените. Телефонот е 647-780-6549. Леринското друштво со председателката Мери Уто и нејзината управа и оваа година не заборави да го одбележат денот на мајката Mother's Day во знак на респект. На 3 мај во големата сала на црквата Свети Климент Охридски од 1 часот попладне со богат ручек кој чини $60, а за деца до 12 години $25. За резервации јавете се до председателката Мери Уто на телефон 416-400-5475 или Джим Мангос на 647-333-8052. Вимпис е ресторант синџир на ресторанти во многу места во Онтарио, кои со нивното богато јадење, како хамбурги, риба, шиш кебаб, фиш енд чипс, разни видови салати, го задоволува вашиот вкус за многу поволни цени. Не случајно Вимпис е едно од најпознатите имиња на ресторанти. Телефонот е 416-269-4679. Македонската православна црква Свети Климент Охридски располага со 3 модерно опремени сали за вашите веселби. Јавете се на телефон 416-421-7451. Интензивниот мирис, аромата што го прави Flowers by Lilac, го освежува вашиот дом и вашето срце и душа со позитивна енергија. Затоа ви треба и професионалност на тој цветен аранжман. Покрајва се секогаш Flowers by Lilac, која ќе ви направи аранжман со голема љубов кон работата, а посебно со задоволство кон својот муштерија. За било какви настани, како свадби, крштевки, родендени или други настани, препуштете на Flowers by Lilac. Јавете се на телефон 416-624-0853 или 6
647 780 6549, а можете да зборувате македонски. Бидете со нас за да и ние бидеме со вас. Телефонот е 416 624 0853 или 647 780 6549. Собственичките на Flowers by Lilac, Марија и Христина Белчевски, на сите жени во светот, а посебно на вам, почитувани слушателки и на сите македонки, им ги го честитаат празникот 8 март, денот на жената, посебно со порака, кога веќе доаѓа и празникот Mother's Day, да повелат да нивните најблиски да си порачат, да си ордират свеќиња за своите мајки, жени, сестри, баби и така натаму. Инаку, Македонската православна црква Света Недела од Ејџекс исто располага со сала удобна за вашите крштевки, родендени или помали свадби, а секој вторник повелете на заеднички ручек од 12 часот напладне, каде председателот на пензионерското друштво Мај Кожовски ги ве дочекува сите вас, а секој четврток пак на Оро Македонско, така вели Мај Кожовски. Телефонот е 905 431 4944. Уште една наша македонска православна црква во градот Хамилтон, а тоа е Свети Наум Охридски, каде управата на председателот Крис Клашов ги задоволува своите гости кои одржуваат свадби, родендени, крштевки и слично со нивниот сервис и добро подготвеното јадење. Телефонот е 905 387 0111. Инаку, како што ветив минатата недела дека ќе дадам прилог околу Мартинката, односно почнувајќи од 14. јануари према нашиот православен календар или јулијанскиот календар, тоа е 1. март. Така да ве запознаеме околу самиот празник, околу Мартинката. Македонија навистина е богата со земја на волшебни предели, богата историја и уникатни знаменитости. Низ вековите човештвото секогаш барало начин да го означи моментот кога светлината ја победува темнината, а животот повторно се буди од зимскиот сон. За нас, на овие простори, тој премин не е само астрономски настан, туку и длабоко вкоренет духовен и културен ритуал. Простено на прочка преку Баба Марта до младенци, Лазарова сабота, преку светото благовештение, цветници па до Великден, црвено, бело, здраво и живо, заарно и убаво. Првиот официјален ден на пролета во северната хемисфера, пролетната рамноденица, е ден кога она што го дефинирале како замислена земјина оска стои мирно, сонцето изгрева точно на исток, а заоѓа точно на географскиот запад. Рамноденицата што значи еднаква ноќ. Сепак ние луѓето немаме доволно развиена свест за јасно да го почувствуваме овој космички баланс, бидејќи поради гравитацијата половите се движат во форма С циклус од 18,6 години према Њутоновиот закон, односно Њутон, 1687 година околу замислената оска, при што доаѓаат на својата почетна точка секоја голема, односно така наречена платонска година, на секои 25.800 човечки години, се уште несватливи за човековото око. Затоа во некои култури е зачувано преданието дека на рамноденицата јајце може да стои мирно исправено без да паѓа. Линеарното пресметување на времето е конфузно и го запира денешниот ум во обидите да разбере како древните народи низ целиот свет го преместувале времето преку циклуси. Пролетната и јасенската рамноденица, заедно со двата солстици, најдолгиот и најкраткиот ден во годината, биле 4 важни маркери за многу древни народи. Преданијата низ целиот свет говорат како старите богомили со календар од 10 месеци го празнувале денот на пролетта во месец март, чиј символ бил му, сонцето,
А инако во Иран, исто како и кај тукашните дервиши, се слави Султан Неврус, празник со длабоки корени во суфизмот, од стара Персија па до денес што буквално значи нов ден, и нивната нова година почнува на пролетната рамноденица. Во Република Ирска денот на Свети Патрик, символот на земјата, се слави во истото време, митолошки представено преку приказната како Свети Патрик ги избркал змиите од Ирска. Во Русија се уште постои фолклорната реминисценција на празникот Масленица, символ за враќањето на светлината и топлината, приближно славен 7 седмици преку Великден, последни мрсни денови пред постење. Многу од годишните богови на минатото, Атис, Адонис, Озирис, Дионис, се раѓаат и умират секоја година. Народите што го славеле во некои случаи и се пренесувале жртви, биле спасувани од овие божества, кои всушност ја представувале вегетацијата што умира секоја есен за да се роди одново на пролет. Овој период содржи празници посветени на сите досега забележани божици мајки: Астарта, Изис, Кибела, Афродита, Персефона. Божицата се појавувала рцутена преку листовите на дрвјата, садењето на новата сезона, парењето на птиците, преку раѓањето млади животни. Меѓу луѓето време е за садење, така народот бил сигурен дека животот продолжува. Едно од 7 светски чуда, храмот на Артемида во Ефес, посветен токму на истата женска енергија на создавањето, бил запален од некој лудак, точно на денот кога се родил Александар, синот на Филип и Олимпија. Плутарх пишува дека божицата била премногу зафатена со раѓањето на големиот Александар и немала време да го заштити храмот. На главната пирамида на Маите во Чиченица, Мексико, има 4 низи скалила кои се протегаат од врвот до дното на лицата од пирамидата и се познати по крвавите човечки жртвувања што се случувале овде. Скалите били изградени по совршено прецизен агол, така што точно во моментот на рамноденицата да изгледат како огромна змија што се спушта удолу по пирамидата. Евреите го напуштаат Египет, преминуваат море на Пасха во месецот Нисан, месецот Ксантика. Подоцна ќе ве запознаеме и која е Ксантика. Клетвата за да умрат првородените и празниците за подготовка за Пасхата започнуваат кога преку Мојсеј им било наредено да заколат и изедат јагне, а потоа да ги напрскат влезните врати со крвта, за која ќе ја видел крвта, кога ќе ја видел крвта ангелот на уништувањето да премине преку нивните гревови. Тогаш започнува и Ксантика во нивниот календар Нисан, првиот месец. Символиката на Пасхата е прочистување, одењето во куќата од врв до дно. Во елевсинските мистерии владателот на подземјето Ад ја мами Персефона преку реката со 6 зрна од калинка, па откако мајка и се договорила со господарот, било решено таа да поминува пола од годината во Адот, а пола на земја, за да може земјата да дава плод. Во мистериите на Дион исто така имало празнување на пролетната рамноденица. Рамноденицата ја гледаме во мистичните антички преданија на секаде исто символ на новото, токму почнато ново време. Во древниот македонски соларно-лунарен календар го има и месецот Ксантика за празнувањето на деновите на пролета. Најстар наведен извор е Хесихи од 6 век пред нашата ера, кој ни пренел дека Ксантиката била од луѓето што живееле на север од Олимп македонците, и тоа празнување било воздигнато од силни емоции што биле тешко разбирливи за преостанатиот антички свет. Диодор Сицилиски во 4 глава од 18-та книга пишува за присутните закони на Филип и Александар и за месецот Ксантика. Александар Македонски тргнал во големиот поход кон Азија на Ксантика. Македонската фаланга пред секој поход имала ритуал, ист како славењето на пролетта, со дадени мистични символики за прочистување на армијата. Ритуално се прочистувале преку растргнување куче на 2 половини, предпазливост од раскол. Во Стариот Завет, 2 книга Макавејска, се спомнува месецот Ксантик со поздрави за здравје и сигурност. Македонската династија Птоломеиди, односно Птоломеи, што викаме во Египет, ја носела црвено-белата круна како символ на спојувањето на горна и долна Македонија.
Професорите и Египет вели. Професорите Тентов и Бошевски според нивното дешифрирање на средниот текст на каменот од Розета велат дека рамноденицата е денот кога небесниот татко Во ја создава големата мајка Мо. Ташко Белчев го оживува митот, тој беше професор, за богот Македон и македонското празнување. Паскал Камбуровски пишува дека ова е празник на измивање на душите и доминација на светлината над темнината. Современите експерти Јуджин Борза и Николас Хамонд наведуваат дека на овој празник во Пела им се оддавале почести на предците и се изнесувале трофеите на починатите цареви. Датумот на рамноденицата се определувал на Кокино, кај нас во Република Македонија, мегалиската обзерваторија стара на 4000 години. Црвено-бело бела за жива и здрава Македонија, среќна Ксантика, па нека овој спомен за древната Ксантика биде подсетување на силата и истрајноста на нашите предели. Еве што значи Ксантика. Ксантика, тоа е старо македонско празнување кое почнало да се слави пред 3000 години. Ова е празник на пролетта, љубовта и природата. Празнувањето се одвивало на улиците и театрите низ програма од ора, музика и обреди. За празнувањето пишувале повеќе антички писатели како биографот на Александар III Македонски, Квинти Курти Руф, Хесихи, Јустин и Диодор. На празникот исто така се организирале разни манифестации, културни приредби, спорски надпревари и воени дефилеа. Според старомакедонскиот календар, почетокот на годината се совпаѓал со есенската рамноденица и прв месец бил Ди, односно октомври. Оттаму пак стариот пролетен месец Касандик, март, бил празнуван како благослов за животот, кога разбудената пролетна светлина ја победува зимската темнина. Празникот според македонскиот професор, како што кажав претходно Ташко Белчев, бил во чест на митот на несреќната љубов помеѓу македонскиот бог Македон и Ксантија, божица на цвеќињата, од која се зачувани записи од 6 век пред нашата ера. Според стари преданија, богот Македон, кој бил син на семојчниот бог на Дија, се влюбил до последен здив во божицата на цвеќињата Ксантија. Но од како сите зли сили на некој од боговите на пантеонот ја замениле Ксантија во цвеќе, кутриот бог Македон секоја пролет ја барал својата прва и незаборавена љубов низ сите ливади и полиња, кај сите бистри потоци и реки, во сите цветни градини. Ксантика е празник во кој античките македонци верувале дека се случува измивање на душите, простување на греовите, доминација на разбудената пролетна светлина врз зимската темнина, што ги притиска нивните души. Символ на празникот беше црвено-белата врвка, исплетена од бел и црвен конец. Од тука нешто што и до денес зачувано и кај нас, тоа е она мартинка, она проста волшебно црвена боја, црвено-бела плетенка, која тогаш се провлекувала како нишка за спојување на тие луѓе за време на празникот. Белата боја во таа плетенка најверојатно потекнува како символ на белиот делфин, кој се сметал за Божји дар и кој живеел само во Егејско море, па и оттука и називот Беломорска Македонија. Празникот на пролета Ксантика е многу битен за сваќањето на светогледот на античките македонци, за нивното обединување и формирање на нивната држава од страна на аргијатските кралеви. Ксантика македонците ја преземале како епоним од името на божицата на цвеќињата, љубовта и обавината Ксантија, која според митолошките податоци постоела во земјата на богот Македон. Многу ја обожавале божицата Ксантија и во нејзина чест тие пролетниот празник го нарекле Ксантика, а првиот месец Ксантик, кој на повеќе места се спомнува во Библијата, се празнувала спонтално цел месец. Ксантика остана незаборавена до денешно време, ја гледаме во празнување на Прочка, Цветници, Младенци, Лазарица, Тодорица, Летник и Благоец. Ја гледаме во народните ракотворби, во изворноста на македонскиот вес, во монументалноста на нашите песни и ора, во звуците и народните инструменти. Ја гледаме во сјајот на пролетните цвеќа. И во денешно време се организираат разни манифестации во градот Битола, со кои се празнува овој антички празник на македонците. Иако знаете исто така дека од 14 март секој си става на раката или на ногата, стават
мартинка, а ја носат се додека не го видат дрвото расцутено и таму самата мартинка ја става, или ако слушнат ластовица, мислам да видат ластовица или да запее, така би рекла јас, тогаш тие ја вадат мартинката и си поставуваат желба за да им се исполни. Па на сите нека им е на помош. А сега од рубриката Жена, мајка и дом. Рековме дека при туширањето најмногу треба да обратиме внимание позади миење кај ушите, папукот и уште 3 други зони што вечерва ќе кажам за миење во или под пазувите на телото. Ова се искази на хрватски доктор, медицинар. Одиме, како што реков сега, на третата зона, пазувите. Тоа не е место каде се собира, тоа е место каде се собира само потта.
Тоа се и филтер на организмот, исто така центарот во кој се наоѓаат лимфните чворови или јазли или врвца би рекла, кои се важни за излачување на одговорните работи од горниот дел на телото. Ако ова зона ја запоставиме, не е само лошиот мирис, туку постепено се оптеретува целиот обрамбен систем на организмот. Таму е топло околу, влажно и богато со жлезди, кој лачи пот со висока содржина на ланчевини и вистински рај за бактериите кои се хранат, со тоа и овозможуваат замор и последици врз организмот. Меѓутоа, за да се отстранат сите тие бактерии, не е само сапунот, туку мора да се земе антибактериски производ од апотека и во тек на миењето мазно, нежно, од оздола према горе во пазувите, значи во правец на лимфните јазли, а за секоја пазува е потребно по 30 секунди, така би рекла, да се масира со миење. Со тоа се стимулира движење на лимфите и чистење на отпадните нечистоти кои се наметнале на пазувите. Со тоа го одржува со енергија и самото тело. После тоа морате добро да го осушите местото, а можете и да употребувате после тоа природни деодоранси кои не допуштаат на бактериите да се вгнездат. Ете, тоа беше третата зона како од каде треба најмногу да внимаваме за да се чистиме, како што реков папукот, пазувата, ушите, а идната недела како што знам ќе биде или петицата или друго нешто. Но сепак сега пак да одиме ние со една роденденска честитка. Имено за првиот роден ден на малиот Одисеј Шатоу. Како вчера да беше мило наше чедо Одисеј, кога ти се роди, и за час помина кога и твојот роден ден го славиме. Среќни и весели што те имаме ние, тато Бени Шатоу, мама Марија, дедо Жил, баба Керен, дедо Никола, баба Драгица Белчевски, тета Христина, вујче Александар, вујна Алекса, братучедите Мила и Маја, заедно со тетката Алисон, тетинот Адриан, тетката Мариса, тетинот Пире и малата Брук, од се срце да ти посакаме весело и безгрешно детство, за да во брзо време и со друга рожба вака се радуваме. Воедно на гостите кои беа заедно со нас им искажуваме голема благодарност што ја споделија радоста со нас, а ние да им возвратиме за нивни радости. Среќен прв роден ден, мили наш сине Одисеј, а песната ја посветуваме за твојот роден ден, но и желба за сите деца во светот. Сакам зора кога зори свегде мир. За сите деца да биде сонце, да биде љубов, нека биде сјај.
Поради обемниот материјал денес не ќе сме во можност да дадеме Македонија низ историјата, и да верувам дека и не ќе можеме да дадеме блиц вести, но затоа пак да дадеме последните минути да ги искористиме со мојот коментар на неделата. Таа Светска банка или да речам Европската унија Божем ни помагала со пари, како што вели, но затоа пак не заглавува со големи кредити. Од една страна ни се прави голем пријател, а позади ни го закачува ножот. Такви економски убици и убици на македонштината, владата на Република Македонија мора еднаш за секогаш да ги отстрани. Ако кинезите можат, ако е потребно и, како што велат, помалку да јадат ориз цел месец, но никако да го продадат своето националното, тогаш каде сме ние? Каде е она што македонците делеа од својот залак за да градат цркви и манастири, не дозволувајќи да им се уништи православната вера? Зарем не е истото и со нацијата? Зарем и ние македонците се уште ќе бидеме онемени и други да не газат, да не угнетуваат? Ете, отпочна војна меѓу две зла, судирна цивилизација. Во овој 21 век нови уништувања на стари цивилизации, меѓу кои би рекла и врз македонците го прават, за да новородените, како Америка, Англија, Германија, станат чауши или господари на овој недемократски, би рекла, свет во овој 21 век, зашто тие западњаци едното око го има цвртено и кон Балканот, кон православниот народ. Затоа ние треба да сме спремни на се што ќе се спрема да биде врз нас, ние да го следиме. Дали ние македонците почнуваме или одамна почнавме да се навикнуваме на се она што е во голема штета на Македонија и македонскиот народ, односно дава некој сигнал? Дали конечно тој аларм кој одамна, реков, го дава тој сигнал со помош на актуелната влада, ќе го сопреме, зашто очигледно не е во законите, во уставот и така натаму, туку во односот кон животот, оставајќи да се натрупаат во гомила сите злодила што Европската унија ни ги наметнува врз нас македонците, за да не можеме да го најдеме крајот или поточно за да потоа не знаеме од каде да почнеме за да ја победиме таа неправда. Така да и тогаш ќе велиме како дојде до сево ова, или кривците ќе ги фрламе во секоја од претходните влади, не гледајќи дека и таа, па и актуелна влада го прави истото. Со еден збор, како што велат старите, купи ден помини се прави. Иако свесни сме дека тоа не дошло, иако свесни наеднаш, зашто Западот е мајстор на ѓаволштината и лагата. Не случајно во Германија се родил најголемиот лажов на светот барон Минхаузен и ние се залагаме да влеземе во таа недемократска Европска унија која е полна со лаги, лицемерија и злодела или поточно стремеш што прават за уништување на се што е македонско. Многу пати сама себе си го поставувам прашањето: како е можно 20 албански пратеници во влади да раководат со сите закони во она што е во Република Македонија, што станува со 100, би рекла, македонски пратеници, некои што се срби, цигани, турци, бошњаци од малцинствата во Република Македонија. Кога ние македонците, доколку го сакаме опстанокот на македонската држава и нација, ќе застанеме пред овие неколку албански пратеници да им кажеме дека повеќе така не може, или ни ја најдоа слабата точка, исто како што на Ахил од Тројанската војна му ја најдоа слабоста во петицата, а и разединетоста од албанците тоа го користат колку што можат повеќе за да нас ни направат со помош на Америка и Германија не направат како малцинство. Зошто никој од македонските пратеници не го постави
прашањето за македонците во Албанија, што го има низ цела Албанија, што не ги има македонците на 350.000, да се направи реципроцитет, да биде втор официјален јазик македонскиот и во Албанија, да се учи македонски од прво оделение заклучно со факултет, односно да се отвори факултет на македонски јазик. Во парламентот да се зборува покрај албански и на македонски јазик, а не таму е само дозволено на албански да се зборува. Со еден збор речено, се што им е дадено на албанското малцинство во Република Македонија, истото да се даде на македонците во Албанија. И не само еден Васил Стериовски со неговата единствена македонска партија да се бори во одбрана на својот македонски народ, не гледајќи на неговите последици. Место Албанија да и се спротистави на татарската Бугарија со глупостите што ги прави во Албанија, македонците дека биле бугари, таа Албанија не подмрнува никако нити со прст, но тука ги кривам сите досегашни влади, почнувајќи од Глигоров, вклучувајќи ја и актуелната влада, или понатаму ќе бидат послушници на длабоката држава во Република Македонија. Ако во другите држави, начело со она длабоката држава во Америка, се еден вид мафија, гледајќи гнивните интереси, а државата за жал во раководат нормално во Македонија, што раководи длабоката држава, тие на раководното место тие всушност се држава која управува со Македонија, а не Македонија како држава да управува. Поради тоа, Љупчо Палески Палчо ги откри сите тие работи што ги направија банкарите, односно од длабоката држава. Тие го направија после дека е убиец, а кој сега во април или во мај на апелациониот суд повторно се јавува, но се надевам со друг судија и други тужители. Но да го оставиме него. Дајте да се обединиме, зашто разединетоста го носи крајот на нашето постоење. Не дај Боже да не снема за секогаш. Затоа, народе македонски, свести се, зашто тие што беа верни станаа неверни, земјата ја продадоа за ефтини пари. Народе македонски, со скакви идеи си ти, доста веќе разбуди се, свести се не спи ти. Доста веќе разбуди се, свести се не спи ти. Знаеш кој си, што си, други тебе знајат. Страм голем е за тебе, сам да се не знаеш. Страм голем е за тебе, сам да се не знаеш. Жени, деца, во село Загоричани,
stani raskapani, prazni patroni. Karaivanov i družina tamu. Melaskara Vangelis, Bitola v zatvor je tvoj. Melaskara Vangelis, Bitola v zatvor je tvoj. Наближуваат и последните минути од емитувањето на оваа вечерашна наша емисија на Глас од Македонија. Се надевам дека задоволивме дел од вашите чувства со содржината на емисијата. Благодарејќи ви што сте со нас, би сакала да ве информирам, доколку имате некои сугестии или поздрави до ваши роднини и пријатели ширум светот, слободно пишете на YouTube од The Voice of Macedonia, а ние или со вашиот глас аудио ќе емитуваме во следната наша радиоемисија. Немојте да заборавите да кликнете на subscribe, кој е бесплатно. Со тоа ја давате вашата поддршка за да радиочасот Глас од Македонија добие поголем публицитет и слушаност. Повторно со вас сме идната недела од 6 часот навечер, каде преку радиостаницата на CMR и Брановата должина 101.3 FM ќе бидеме заедно со вас. До нашето наредно јавување со желба за пријатна седмица, вашиот уредник и водител на радиочасот Глас од Македонија, Драгица Белчевска, ви посакува добра ноќ.